Лектири на српски јазик за учениците од 1 до 9 одделение на Основното училиште Светозар Марковиќ во општина Старо Нагоричане денеска додели амбасадата на Република Србија во земјава заедно со српската влада. Донацијата, како што истакна амбасадорката на Република Србија во земјава Невена Јовановиќ, е продолжение на неодамнешната посета на училиштето на министерот за надворешни работи на Србија Никола Селаковиќ, кој во таа прилика вети дека државата во наредниот период ќе помага и ќе унапредува работата на училиштето во Старо Нагоричане. Prvi korak u toj našoj saradnji predstavlja donacija određenog broja knjiga koje su u sastavnom delu lektire za učenike osnovnih škola. Moje veliko zadovoljstvo je da smo danas imali prilike da Osnovnoj školi Svetozar Marković poklonimo 100-ak knjiga sa nekim od najpotrebnijih naslova za učenike od 1. do 9. razreda. Tu su skupovi najlepših srpskih narodnih pesama, pripovedaka, basni, umotvorina, zapisi o Svetom Savi, basne Dositeja Obradovića, pesme Miroslava Mike Antića i sve ono što je potrebno za osnovno obrazovanje. Основното училиште Светозар Марковиќ е единствено училиште во Северна Македонија во кое над 70 ученици посетуваат целодневна настава на српски јазик, истакна српската амбасадорка, нагласувајќи дека задоволство и обврска е во наредниот период да продолжи помошта за обнова, но и за унапредување на работата на наставниот кадар. Таа ја посочи одличната соработка со Македонија. Mi smo kao Republika Srbija veoma zahvalni našim susedima i prijateljima iz Severne Makedonije na svemu što rade za unapređenje položaja srpske zajednice u Severnoj Makedoniji. Mi nikoga bližeg od naroda u Severnoj Makedoniji nemamo, to su naši prijatelji, susedi, naša braća i nadam se da će i generacije koje stasavaju to prijateljstvo i te bliske odnose negovati. Првото училиште Светозар Марковиќ било изградено далечната 1924 година. Новоучилишната 1964-65 година училиштето добило нова зграда. Училиштето секоја година го прославува Свети Сава, националниот празник на србите во Македонија како училишна слава.